Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати Z на Бранова должина 92,3 FM мегахерци од Мелбурн. Денес разговор ќе водиме со кандидатот, независен кандидат за председателските избори на Република Македонија. Тоа е господинот Ѓорѓи Манасков. Драго ми е. Зошто го побаравме него? Затоа што обично ако се појават независни кандидати или пак некои од помалите политички партии се прават обструкции од поголемите политички партии на изборните места и така натаму. Меѓутоа, како се одвиваат во овој момент, како се одвиваат собирањето на 10.000 подписи, нормално дека ќе научиме од господинот Манасков. Господине Манасков, добар ден. Добар ден. Драго ми е што има можност да ме гледаат и гледачите надвор од Македонија. И слушателите на Македонската радио програма. И така, слушателите на Македонската програма. Морам... Без вие сте растрчани, додека воспоставивме контакт, комуникација, собирате 10.000 подписи како независен кандидат. Инаку упознат сте од Стопанската комора на Република Македонија со вашите ставови, односно со вашиот силен отпор кон Евана и така натаму, и исто така и со Браната кај Чегрен и некои други настани. По тоа ве познава македонската јавност, меѓутоа овде во Австралија пак веројатно и на другите места каде што не допираат некои од вашите, мислам, вашите зборови не допираат на други места, веројатно преко нашето гласило, тоа ние ќе го направиме. Најнапред да ви посакам среќа да ги соберете тие 10.000 подписи, затоа што е многу добро за Македонија, односно за демократијата во Македонија, да можат повеќе кандидати да се надпреваруваат со знаење, а не со подмитување. Првото прашање, поминаа 3 дена, чинамо за собирањето на подписите. Како се одвива тоа во Република Македонија или во сите градови на Република Македонија? Уште од првиот ден Дико имаше изгубено нашето барање и они со можност да ненавремено ги достават сите барања до подрачните единици, сами гледате и до медиумите, дури мене нигде ме нема ни една телевизија дека сум кандидат за председател, како што имаат објавено за останатите кандидати за председател. Интересно е тоа, јас сакам да прашам, меѓутоа вие ми го зедовте тоа прашање, бидејќи кога ги набројуваат кандидатите за председатели, тука некаде завршуваат околу 5-6 души, а сте 13 души, односно 11 независни и за двајцата за Гордана од ВМРО ДПМН и за Пендаровски, сегашниот председател. Нели чекаме дали ќе собираат за 2 дена подписи или пак ќе имаат 30 пратеници. Тие го имаат тој можност. Меѓутоа, вас и неколку и уште други 3-4 кандидати кои собирате подписи, јас не слушнав на телевизиите да го спомнуваат вашето име. Така, значи, према мене поготово имаат обструкција, затоа што уште минатата година, откако увидовме ние дека Ева направи катастрофални финансиски загуби на граѓаните на државата од Република Македонија, јас секаде тоа го објавив и со докази како тоа го прави. Поготово штетите што ги прави Евана со мрежарината и големи пари што зима од граѓаните, Еван успева до сите поголеми телевизии да ги спонзорира со можност нивното спонзорство што ќе го даде не толку да спонзорира Евана, колку што моето име да не се спомнува во јавност и да не ми дават можност за настапување на телевизија. Сега они и понатаму може тој им е условот да немам никаква можност да се
на ниедна телевизија од поголемите телевизии да можам да се промовирам. Значи имам на некој начин забрана затоа што ја кажувам вистината и правдата на македонците и македонскиот народ пред сите да слушнат, значи пред цел народ да се знае како они се изманипулирани, али со докази, не значи само со збор. Значи ако не било точно, они можеле веднаш да поднесат пријави и да против мене се поднесе постапка. Значи јас се сум имал доказ. Да, вие зборувавте Втората работа и за не сакам уште нешто да кажеме тука. Вие зборувавте и за Рачиново дека не плаќа за струјата. Исто така, јас ве следам вас, иако мислам не сме толку блиски, така. сепак вашите активности ги следев порано. И исто така откривавте во медиумите, по јавноста, дека се исклучуваат, се вклучуваат, односно се троши струја по пријателство. А народот го плаќа. Да, а народот го плаќа, целокупниот македонски народ тоа. Така да едноставно ја им сметам од Ова секој сакам да поглед. го објасните, дали Рачиново е држава во држава или имаат некои приоритети или кој... Еве пример ќе ви дадам сега за вчера што се случи. Да, Значи во Тетово и Гостивар влегуваме во подрачната единица на ДИК, каде што доаѓаат луѓе, не ги ни проверуваат личните карти. Со автобус, значи од Куманово, од Кичево, од сите градови, да гласаат у Тетово. Ја прашувам, викам, чекај, нели само од Тетово треба да гласаат во Тетово? Па вика, кој даде лична карта, ние го запишуваме. Ама вика, овие и вчера биле, и вчера гласале. Што значи, таму може да соберат подписи за 3 дена 10.000. Може ти 2 милиони да соберат, пошто исти луѓе секој ден се гласаат и од сите градови кај што има албанско население свака час, а ја секој мој човек беше обструкциран, значи не имаше можност. обструкција имаше. Прво, обструкција прво немав јас од ДИК уште поднесено по подрачните единици, значи не знае подрачните единици дека постам како кандидат, што за тоа е најголемата обструкција што ми ја направи Државната изборна комисија. Значи го изгубиле моето барање, па после го најдоа, па видоа дека јас сум го поднел уште на 21. Па се извинија, а ја веќе 3 дена губам во собирање подписи. Сепак за мене тоа значи. Значи и ова што, ако можат они со автобуси да носат, ја, например, такво нешто не смеам. За да им докажам дека се покварени, викам дали може еве јас сум од Скопје и колегиве да се подпишеме. Може, вика, подпишете се тука. Па да донесам ја, викам, утре цел автобус, тоа, вика, за вас немаш. Значи, кој што сака си прави, баш абузлук, и сега ја нема да имам можност да соберам 10.000 на чесен начин, а они ќе соберат и ќе покажат дека не собрале 10, 2 милиони жители. И направат дека собрале. Пошто системот кај нив секако функционира. Тоа никој не го контролира и не им можеме ништо. Тоа е како исто она што го кажувавте за Рачиново, така? Да. Така да ДИК него не интересира, ние се обидуваме да ги известиме што да правиме, дали смееме ние така, не, вика, кај смеете вие тоа така да правите. Значи за нас не важи тоа, за ни важи. Добро, Државната изборна комисија ја сметате за партиска или пак за објективна? Буквално партиска, пошто они си се поделени, иако Гордана од ВМРО и од СДСМ Пендаровски не учествуваат во трката за 10.000 подписи, нивни луѓе стојат во Свети Николе, и ако влезе било кој граѓанин да гласа за 10.000, кај си, што работиш, од каде си, кој те прими на работа? И луѓе се плашат да идат да дадат обичен подпис. Токму Собирање, тоа беше... значи хаос. Да, тоа И сакам... ја едноставно ќе бидам во овој момент уништен пред можноста да се борам во трката за кандидат за председател, затоа што од сите страни сум окупиран и стопиран да не смееш напред да се движиш. Јас не сакам да ве прекинувам, меѓутоа сакам да објасните многу повеќе, бидејќи јас очекував дека ќе имате такви препреки, затоа и ве побарав да објасните за јавноста дека многу луѓе велат кој сака може да се кандидира, меѓутоа собирањето на подписите знаев јас, бидејќи ние имавме еден исклучително
важен настан, се сеќавате, со професорката Ванковска, кога беше и таа блокирана од стотици и илјадници пред влезовите беа од членови на едната партија или на другата партија. Значи и сега сакам тоа да објасните од град на град што ви кажуваат вашите луѓе кои ве подкрепуваат. Неколку примери, не би сакал да ве прекинувам, би сакам Значи убаво. вака, да, се случува да председник само 4 или 5 места има за подпишување во Скопје, а имаме 13 општини. Прво, луѓето не се во можност од аеродром, значи треба да се има аеродром едно од најголемите општини, Да. треба да се има подрачна единица во аеродром. Значи немаме подрачна единица во аеродром, имаме во центар, кај што беше матична. Ако знаете, кај Фонтана. Да, да, да. Во Карпуш и Ѓорче се наоѓа на водно горе во Жданец во една барака со непристапачен пристап и не може, пример, да дојде пензионер, треба да фати автобус, ама треба да се качува во таа узбрдица, каде што кола не поминува, и по скали едно 100 да стигне до местото за да го даде гласот. Имаме за Гази Баба, од Илинден, од Петровец, од Катланово, да не кажам од Тарачиново, од секдека, сите да гласат во Гази Баба. Или па Шутка, Чаир, Бутел, Чучер Сандево и натаму што се селата и општините, да гласаат во Бутел кај полициската станица, во барака. Значи, многу малку места, а голем број на народ кој што треба од дома да дојде, па пристап нема до местото. Значи, секако е направено за тие 10.000 подписи, не можеш да ги земеш на честен начин. Можеш на нечестен начин, како што еве прават одредени партии, они иако се партии, да кажам и Левица и Максо, Сознам, го гледам вчера, зема, платил по 100 денари во Струмица, ромите што се и циганите таму собрани, и им рекол по 100 денари секој ќе дојде. Негдека 500-600 имаше цигани по 100 денари, овој го проверува дали гласа за Максо. И он така вчера Роми, Струмица. бидејќи одиме... Да. А тоа, така ако одиме ние со плаќање, и ако идеме, значи, со можност да ги манипулираме, ние уствари не се бориме за државата. Ние се бориме да победиме за да држиме фотелја. Али ако се бориме за државата, ниеден од кандидатите не даде програма. Например, ја кажав Така. јасно и гласно, мојата Така, програма е тука Ебана да се сакав, национализира. Да, сега да околу програмата вие имавте доста десно ориентирана програма, македонска, мислам, десно, национална програма имавте. Национална, значи, Да, да, значи чисто ќе ме прашаш што е тоа суверена. Да не е некоја секта. да. Викам, каква секта? Значи, народот се избори на 8 септември 1991 година да биде суверен и независна, да не зависиме. На референдум со 4/5 изгласаа суверенитет државјаните да се имаат. Втората работа е да македонците се затворени во својата земја. Пасоши да се укинат, да се врати името. Трета работа, јас сум председател на Стопанска комора за енергетика на Македонија. И сакам Евана да се тргне од тука, затоа што премногу земаат пари на граѓаните, огромни суми, и да се врати на државата. Четврто, јас сум председател на Македонско-кинеска стопанска комора, каде што ќе влеземе во БРИКС, а БРИКС е 10 пати поразвиена него Европска унија, кој што ниту не сака, ниту не почитува. И немам ништо против незе, нека не сака и нека не почитува, ама нека даде некој денар да државата појде напред. Се сложно. И благодарение на Америка, кој што ни покажа дека е најголем трговски соработник со Кина, ние се решиме да соработуваме со Кина, која што ќе ни даде огромни финансиски средства да се изгради Чебрен галиште со сопствени пари, сами да си го изградиме, наша да биде Вардар пловен, значи наш Вардар, каде што тука ќе направиме логистички центар за сите бродови што ќе поминуваат низ Вардар према Дунав, а за тоа ние денар нема да потрошиме. Само ќе помогнеме да Македонија се развие. Имаме сериозни договори кои што веднаш ќе почнеме да ги почитуваме, да ги практикуваме, Македонија пред се да стане економско-финансиска стабилна земја.
Другиве председатели, кандидати за председатели што се, освен тоа дека ќе станат председатели, ја не знам нешто што ќе прават друго следните 5 години. Добро, да за нив не интересира сега во овој момент. Јас би сакал за вас да се сконцентрираме на вашите капацитети, она што вие ќе го понудите на нацијата, на народот. Со кинеските власти, кога стапивте во контакт околу Вардарската долина, Вардарско-Моравската долина, која е мощна значајна за Централна Европа да излези на Егејското море кај Солун? Тоа е проект кој што јас го работам веќе може 15-20 години. Инаку 15-20 2015, години. да, 2015 председателот на Кина потпиша договор со председателот Ѓорѓе Иванов на Македонија, со Ципрас и со председателот Вучич за тој проект да помине. Одма по потпишувањето на тој договор се случи тоа што се случи и веќе Ѓорѓе Иванов не е отиде да биде председател, значи не може туку така да му дозволат. Ја, например, не се плашам, отворено ќе кажам дека ние го направи во 3 анимација тој проект. Преку Стопанската комора за енергетика на Македонија може да проверат сите слушатели денеска и да видат дека гледачи да знаат дека тој постои, изработен е и дека во Катланово во Бања Света Недела е потпишан директно со владата на Кина и со владата на кинеските најголеми компании, со работка меѓусебна помеѓу Стопанската комора за енергетика, каде сум ја председател, и нивните компании кои што се една од најголемите компании за изградба на такви големи проекти, а во тоа ќе учествуваат македонци, значи граѓани од Македонија и со високи нормални плати, да што е можно побрзо се изградат тие големи проекти и така натаму. Околу повторно ќе се вратиме на вашата програма. Покрај тоа што сте за суверенизам, имате и во програмата активност за антисоросовизам. Значи не сме тој правец, сакам да кажам. Да. Ние сме за правец кој што сакаме маж и жена да постои. Не сме со можно, значи за нормален, цивилизиран, што би рекол господски кроен човек, Така. без несакани дополнителни нападнати да бидеме, да мораме нешто да правиме, за кои што не сакаме да ги правиме. Сакаме нормален живот и граѓаните да се чувствуваат во својата земја како граѓани од прв ред, а не како сега што се чувствуваме Мислите втор, на па други македонците? На македонците мислам точно. Добро, За и жал, да. за Продолжи. жал не само што се чувствуваме како граѓани од втор ред. Проблемот е што голем број на граѓани кои ќе отидат во странство се чувствуваат понижени, ќе кажат, абе, не сме да се представи дека е македонец. Срамо е врз основа на тоа што Македонија го направи овие последниве години. Со промената на името. Исто така, вие сте против глобализмот. Каде би се свртила Македонија? Еве, ако да предпоставиме хипотетички, Ѓорѓи Манасков председател на Република Македонија, идниот председател, каде ќе го, бидејќи ограничени ви се на председателот се ограничени, нели, капацитетите за работа, слободата за работа. Ние не сме председателска држава, парламентарна сме. Глобализмот, како би се свртиле кон Кина, кога тоа во Македонија калето не го дозволува, а особено, например, БРИКС, вие го спомнавте, БРИКС, таму е... Да, калето не го спомнува, ама гледам од таму е болниците, веќе се Путин. селат. Таму е Путин, значи Путин е во БРИКС, Бразил, Русија, Индија и Кина. Кина, Саудиска Арабија сега влезе, нели, Катар, овие другите Така. арапски. Вака да ви кажам, Повелете. многу внимателно слушате го овој дел, Да. што е многу битен. Америка и Европа се католички земји. Македонија
е православна земја, која ќе малку подобро разгледаме низ историјата, ќе се огледаме дека Македонија никогаш немала некои сериозни проблеми од муслиманите. Повеќе имала од католиците. Ја немам ништо ни против муслиманите, ни против католиците, али на католиците им смета православието. Ова го кажувам затоа што не смее никој, поготово муслиманите, да се мешат во религиите помеѓу Русија и Украина, затоа што се тие две православни земји. Јас нема да дозволам, ако двајца мои браќа се тепаат, да завземам страно, него ќе ги смирам и ќе барам начин да тие продолжат понатаму меѓусебно да уживаат. Али во овој случај, НАТО од секогаш, што од времето на Хитлер, мислам НАТО, Европа, што од времето на Хитлер па Наполеон Бонапарта и Америка имале желба да ја освојат Русија. Единствен начин за да ја освојат Русија било овој сега што го заземаа ставот. И овој став што го завзема е став кој што не може да помине така лесно. Че кога збориме веќе за Македонија, како став ќе заземе, ние сме православна земја. Охрид сакам да се направи центар на православието со тие 365 цркви, центар на светот во православието. И да се знае дека ние сме македонци, ама не од 45-та или од 91-та што зборат. Ние сме од секогаш. У Библијата уште на грчките карти и претходно не пишува дека постоиме и ние сме Македонија. И немаме што да размислуваме понатаму, кои сме и што сме ние. Сакам да ве коригирам тука малку околу грчкото постоење. Грција и денес не постои како таква, бидејќи нивниот устав е Хеленик репаблик. Потоа тие во средно време беше Римската империја, во античкото време беа градовите држави. Ова наметнато име прекар, тоа е сосем нешто друго. Продолжете, ве молам. Така, јас поради ангажманите кои што морам хитно да ги продолжам, ни замина времето да видам ако има некои вака побитни прашања, па да продолжиме утре или задутре повторно. Не, уште 5-6 минути сакам да останете со бидејќи можна е значајно што во вашата програма имате раскинување на овие предавничките договори. Преспанскиот и Така, тоа е прво. Да. Не е 5-6, него значи тоа е прво, затоа што тој преспански договор не е донесен уставно. И граѓаните на 30 септември 2018 година јасно не излегува на референдумот за влез во Европа, туку 2/3 од населението јасно го завзема ставот дека не се за промена на името и за влез во Европа. А за да може да биде уште покритично, според Законот за референдум, кога ќе настане ваков чин, на населението се изјасни со референдум дека не сака, не може, според член 19, на владата и собранието им текнало, ајде сега ќе гласаат пратениците собранието. Па да најдеме начин како да го убедиме по кршење на член 19 од Законот за референдум, после 2 години може повторно истото прашање се постави. Они за неколку дена, пред Нова година, кога го организира и насилно ги натера голем број од пратеници да го изгласаат. Тоа е незаконски и неприфатливо. Дури народот се кажа и немаше да се дискутира, тоа треба веднаш да се раскине тој договор. Сега дали ќе им одговара и на ВМРО и на СДСМ, ако дојдат на власт тоа да го раскинат, не знам што ќе направат. Али председателот на државата, Ѓорѓи Иванов, што беше, он не го потпиша Преспанскиот договор, како председател не смее никој друг да го потпиша. Таљат го потпиша чином. Па Таљат може за Албанија да си потпиша, не за Македонија. Си ја сака толку земјата. Добро, ајде да не ве задржувам уште 2-3 зборови, неколку реченици да кажете повторно околу состојбата. Вашата порака до вашите подкрепители, како можат да
како можете да излезете од оваа тиња која е створена во Република Македонија, например, слободно да собериш 10.000 потписи и да можеш јавно Вака многу е тешко. Ја Да. ги замолувам сите слушатели Да. и гледачи да инсистираат да се подобри оваа целава ситуација, да можам да ги соберам 10.000, точно е дека денеска веќе трет ден. Ми остануваат уште 12 дена и да се организираат и да помогнат на сите градови и на сите места кај што имаат луѓе и да се потпишат за името Манасков Ѓорѓи, за да успеам да ги соберам овие 10.000 потписи и при тоа да имам можност да се тркам со останатите кандидати и тогаш верувам дека народот ќе ме слушне подобро и ќе мореме реално да се избориме за Македонија и суверенитетот и интегритетот на македонскиот народ и граѓаните. Јас ви пожелувам се најдобро успех. Вашата програма што ја следам и вас што ја следаме многу е промакедонска, меѓутоа за жал во Македонија нема сили како вас кои зборувате отворено и кои го советувате. Ја морам уште нешто да ви нагласам, Да, што повелете. мора да знаете, Да. дека доколку не успеам, имав дури и, како се вика тоа, начин на претња, на малтретирање, али тоа мене не ме засега, пошто ја не се плашам, човек сум кој што ќе се изборам за секоја работа. Сум имал такви многу и претходно претења. Закани Дека животот, нели? закани го барав зборот, така е. Мгм. Закани со тоа што пред неколку години исто кога ги фативме Евана, после неколку дена ми подметнаа 2 експлозии во Мерцедесот што го имав, што го имав тогаш купено. А сега велат дека ќе ми најдат кривична пријава за да веќе не ја бранам ја Македонија, многу сум си ја сакал. Ја викам, а како ќе ми најдете? Вика, ако не најдеме, ќе ти измислиме, вика, али дека ќе го... Па викам, ако можете, ја чист сум пред Господ и пред мојот македонски народ, а вие ако сте решиле, тоа е нормално дека ќе ми најдете. Можете и да ми измислите, али не се плашам. И затоа ги молам секој гласач да ми даде можноста да излезам во трката. Ако ќе излезам во трката, тогаш искрено сите ќе знаат која е Македонија и ќе се борам и понатаму за Македонија. Сега максимално сум сузупиран на секаков начин, за да не можам да дојдам до тие 10.000 потписи. Па затоа ги замолувам ево уште еднашка слушателите, гледачите да излезат во што е можно поголемна бројност и кратко е времето до 8 март, секој ден, значи сабота и недела, од 8 сабајле до 8 вечер може да потпишуваат. Господин Манасков, јас ви благодарам за стапеното време и сакам да ви понудам уште еднаш да ве поканам на емисија ако имате Во потреба. секое време. Да, потреба тоа јавно да го кажете, затоа што ние сите си ја сакаме Македонија како своја родена мајка, се некој сега и вас ви прети на вашиот живот, да не ја сакате Македонија, исто како јас да ви речам, откажете се од собствената биолошка мајка. Да, македонската радиопрограма е отворена за демократските промени во Република Македонија, а особено оние националните кои вие ги представивте сега пред нашите на социјалните мрежи и македонската радиопрограма. Ви благодарам. Благодарам што ме повикавте и ви стојам секојаш во секое време слободно да продискутираме или за било што да излезам и да помогнам како Манасков Ѓорѓи. Благодарам многу уште еднаш. Се најубаво, се најдобро. Поздрав, пријатно. Пријатно.